Скромен дочек на новата година во општините на крајниот исток, единствено прослава на градскиот плоштад најавува туристичко Берово. Планираме да имаме наш локален оркестар, кој ќе дочека, ќе биде на прославата на пречекот на новата година и како и секоја година традиционално со огномет, кој ќе биде исто така реализиран од годишната програма за таа намера. За разлика од Берово во соседно Пехчево, туристите и пехчевци новата година ќе ја дочекаат по локалите или домовите, а слична атмосфера ќе има и во Делчево. Активностите најповеќе ќе бидат неколку дена претходно за денот на за вечерта кога се прославува нова година. Сега оваа година не сме во можност како локална самоуправа да организираме некој голем настан. Меѓутоа од наредната година секако дека кој ќе го консолидираме буџетот ќе планираме и такви активности. Сепак, кога се најмладите во прашање, општините и локалните фирми го одврзаа кесето, Делчево во соработка со бизнис заедницата оваа недела ќе додели околу 1000 новогодишни пакетчиња за дечињата од детската градинка за децата од дневниот центар, но и за учениците до 5-то одделение во основните училишта. Први пакетчиња добија децата од детската градинка. Така сега некако локална самоуправа традиционално во соработка со бизнис заедницата секоја година и исто така и оваа година ќе им поделиме пакетчиња на најмалите оде во детската градинка Весели цветови. Врските кои што ги имавме зголемениот број на дечиња, ние одлучивме оваа година новогодишната програма или представа да ја организираме ние како установа, значи родителите немаат никаква обврска со тоа. Се работи за театар Спунк од Скопје, кој што еве денеска ќе гостуваат со театарската представа Дедо Мраз дојде и кај нас. Пехчево подготвува 120 новогодишни пакетчиња, а Берово 340. Како и да е на новогодишната магија и на Дедо Мраз најмногу се радуваат и најмладите, а возрастните новата 2018 ќе ја дочекаат во согласно со расположението и со нивниот джеп.